Помина година, дена и еден месец, се уште не знаеме каде е нашето дете, нашиот Самуел, кај се наоѓа до моментот. Ние сумњаме дека Самуел, бидејќи носеше пари, оваа криминална група ги имаат 100% убиено и негде фрлено. Зашто они истите се нуделе на албанците дека се спремни биле да убиваат, да киднапираат, дека за нима имале луѓе од власта, од крим техника имале од ентеше луѓе дека можеле све што да прават за државата, дека за нима нема одговорност. И тоа се докажа до моментот. Дека до ова сознание за колата, дека е Волво и дека се тие, ние докажавме, полицијата ништо не мрна со прс. Полицијата со прс не мрна и за тоа што ми испукаа мене, ми испукаа со тоа што потврдив дека тоа Александар Трајковски, познат како Анфас, главниот на групата, дека е тој организатор за све и тој моментално се наоѓа во бегство и тој мене ми испука. Беше помина година, дена и еден месец, до сега не знаеме ни трак од нашето дете кај се наоѓа Самуел Костадиновски. Самуел по себе остави жена, остави две деца, што моментално се без родител до моментот. Ја мислам дека по моје дека они имаат направено чин. Второ, мислам и кажувам дека од Рачево има еден дечко, Бојан се вика, дека кај 3 крушишта најдоа колата запалена, дека таа кола, тој Бојан има запалено, докато тој работел за нима. И полицијата на тоа нешто имаше одговор, он не ќе да признае, па кој е тој што ќе признае што направил дело или акт, сторено дело, да каже ја бев, без притисок на полицијата и на власта нема ништо. Значи, испаѓа дека не е ништо тоа што го нема Самуел, дека тие си завршиле нивната работа, па вие знаеш како викате, не знаеме ние кај да се снајдеме. Ние немаме више поверење ни во полицијата, ни во власта што води државата, ни во судот, ни во обвинителството. Дај Боже нешто да биде со судот, али судот не е тој што може да донесе луѓе во она. Значи тука се криве полицијата, не припремала доволно факти и аргументи за да му принесе на јавниот обвинител. Јавниот обвинител треба да има аргументи да принесе пред судот, за да има што да суди. Значи че ова испаѓа дека работата смрди со истрагата од полицијата. Полицијата си ја затвора папката, што вика ние ги предадовме, што имавме тоа ние што им кажавме на јавниот обвинител, тука нека се снаоѓа јавниот сам, ме разбираш? И ние што ви наведува на помислата дека Самуел е мртв? Па не поведува на мислата дека тие криминалци што работеле за полиција, за ентеше, за организиран криминал, дека тие истите криминалци го направиле делото бидејќи тие се нуделе на времето на група на албанци, дека се нуделе дека ние сме спремни да киднапираме, да убиваме, све можеме да правиме. Со тоа мислам дека Самуел носеше пари во него, дека они ги имаат 100% за да му ги земат парите на сила, имаат станато тепачка, во таа тепачка Самуел беше добар спортист и има дигнато раци, они самоодбрана, они 100% ги имаат убиено и закопано. Негде за тоа они се нуделе дека ние сме спремни, ние сме поише спремни како овие Бели Вук, не Бели Вук, овие што беа групата од Белград, дека тие биле понапред со више сознанието на нивните грешки, дека овие нема да ги направат. И за тоа нас ние мислиме дека тие гарант го утепале. Они ако не го утепале до сега кој е Самуел жив, до сега зошто колата, зошто ќе ја палат колата Волвото од Рачево, така нели? Окружувањето на Самуел какво било? Имате сознание на пример за пријателите за кој калибар на луѓе станува збор? Со каков профил на луѓе се обкружувал Самуел? Абе Самуел се занимаваше со спорт. Самуел имаше жена со девојченце и после сопругата му беше бремена. Самуел беше народно дете. Он се дружеше со сите. Он тренираше спорт, он беше познат како беше спортист на годината 2013 како за јуниор за спорт за кикбокс на Македонија и беше прогласен како спортист на годината. Самуел не го интересирало кој што е, тој со сите беше отворен. Ама додека он на сите верувал, тие не му мислеле лошо овие што му направија. Они гарант го имаат починено делото за да му ги земат парите и да го имаат 100% убиено за да се прикрие фактите на злочинот. Во кривичниот суд се води една постапка против две лица обвинети за грабнување дело. Утре се завршните зборови, наскоро и пресуда, нели, од која ќе заврши тој дел од постапката. Очекувате ли осудителна пресуда
во оваа постапка? Ако судот е реален, би требало да има осудителна пресуда и дури ние не сме задоволни со тој фактот колку се луѓе зафатени во обвинението. Ние сакавме обвинението да се прошири со тој Бојан од Драчево што е запалил колата, зашто полицијата ја разговара пред брзо време со началникот што го водеше делото и он вика: "Абе тој Бојан неќе да признае што да правиме." Нели неќе да признае, затворена работа, запалил колата, свршил делото, не признава и никому ништо, како демек ово украдено точак или играчка, ме разбираш? Вие верувате дека тие двајца се виновни покрај тоа што Тој е во ниот дечко, саботата тој е ниот од дечко, семејството да. демантира и тие викаа дека се работи за хајка против нив двајца. Како бе може хајка да биде, а дечкото го нема, тој го земал. Прво лаже, ја го оставив тука, па после кажува на пред истражниот обвинител, вика го оставив таму, па после се гледа по камерите дека го вози и надоле се возат и по низ козле со колата. Ме разбираш кај она сладкарницата Канела што е, се гледа по личките дека таму седат тројца во колата. Ме разбираш, не се двајца, туку се тројца во колата. Значи тој фактички лаже. Прво вика го оставив кај фанат ова кој Тефериш, па после вика го оставив кај сопишта на раскрсницата, па после го оставив во центар. Значи он лаже, 3 пати дава лажни изјави со тоа. И после јавниот обвинител го прашува од кога го остави Самуел, каде вика ти отиде? Отидо вика кај еден другар во Драчево. Тоа е тој другар што неќе да признае што е запалил колата. Тоа е тој што е запалил колата, тоа е Бојан од Драчево. Тој што е запалил колата. Нема што неговата фамилија така дава зашто се сторители на дело. Истото неговата сестра на Викса пишуваше по оние како се вика по социјалните мрежи кога го снема Самуел, таа исто даде изјава во социјалните мрежи, демек нели кога почна да пишуваат весниците и новините дека е внукот на Љубе Бошовски, таа нејзината изјава беше дадена во Facebook на страница, како вика требаше вика да му се убие вика цела фамилија на Љубе Бошковски, значи гледаш тоа не знам вие како ќе го сватите, како го за какви личности се работи. Сега истата таа особа го брани нејзиниот брат, па тогаш каде е Самуел? До моментот. Каде е Самуел? Зошто колата е запалија? Зошто Амфасот избега во Србија? Александар Трајковски, познат како Амфас, избега во Србија. Зошто ме пукаше мене? Зошто луѓето кажаа, сведокот кажа дека го посочи него дека бил. Кога му ги покажале сликите во јавно обвинителство 4, сведокот кажува овој вика беше што го зема Самуел, овој беше, а не дека не бил сам Виктор тој, дека биле и со Александар познат како Амфасот, дека биле двајцата во колата. Тој дечкото кажа дека Самуел седнал на задното седиште од десната страна, од кај со возачот, седнал од позади на Волвот, се качил кај Волвото и дека уште се повртил до кола да земе нешто. Кога се повртил до колата 100% бил да се ги земе парите со него да не ги остави во Мерседесот.